Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Денеска гостин во студиото е Јана Маневска-Чуповска. Уметник и по повод нејзината најнова изложба и последна изложба решивме да направиме една емисија. Јана, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, Јанко, благодарам за поканата. Се уште ми е во свежо сеќавање оној долг разговор што го имавме пред 6-7 години јас и ти, затоа што некако дали ја бев гладен или ти инспирирана, говореше за уметност од најтесни до најшироки аспекти, една емисија која ретко се сретнува, ми се чини како за оние врвни културолошки трибини, воркшопови или некоја емисија од културата, оние да речеме серии. И јас ти благодарам за тоа, се гордеам со таа емисија со тебе. Вие бевте декан на факултетот за арт и дизајн на Европскиот универзитет, а во меѓувреме станавте и председател на ДЛУМ, на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Ова е само како некоја најава, а на екранот може да се види и плакатот од вашата последна изложба, наречена ретроспективна изложба, сликовна исповед која се одржа во Националната галерија Мала станица во Скопје во четвртокот. Кажи ми, што представува оваа изложба и што значи ретроспективата за тебе, кај тебе, објасни го малце. Ке треба да збориш за својот лик и дело. Што е најтешко? Да сум добар критичар, ке направев соло емисија, ама вака јас те замолувам да бидеш како се вика кога си она стегнат за себе, она да бидеш крајно необјективна за себе, а не објективна. Така. Уште еднаш многу благодарам за медиумскиот простор кој што редовно ми го даваш и навистина го почитувам тоа. Сметам дека, ево, тука ќе започнам, дека емисиите за култура се дефицит во македонскиот етер. И искрено посакувам и во иднина да ги заселиш гостите и од тој аспект, бидејќи лично сметам дека културните работници и луѓето од оваа фела се комплетно занемарени по телевизиските медиуми за сето тоа што може да го кажат. Мислам дека културата е на последното место сега за тоа што треба да биде таму каде што припаѓа, тоа е на висока позиција. Во однос на мојата ретроспективна изложба, што значи ретроспективна изложба, и многу често во овој период ме прашува, па зошто сега правиш ретроспективна изложба, па ти си многу млада, па тоа значи всушност се работи за, да речам, од една страна незнаење што значи ретроспективна изложба, ретроспектива, и дали треба да прави човек презентација на 30 години творештво. Идејата на оваа изложба беше да презентирам 30 години творештво, што според мене не е мала бројка, и да всушност дадам еден пресек во моето творештво, јавно да го презентирам, започнувајќи од студентските денови, значи најдов драгоцени цртежи од актови што сме ги работеле на факултетот за ликовни уметности во Скопје, на тој вечерен акт популарен кој што беше многу интересен. И целиот мој интерес во ликовната уметност како се развивал, кои ми биле интересите, да пример во 90-тите кои ми се денес. Така да оваа изложба представува еден ликовен сублимат, ретроспекција на тоа што јас го работам 30 години. Во соработка во овој проект се вклучи и Маја Чанкуловска како историчар на уметност при Националната галерија Мала станица во Скопје, која што имаше задача да ги селектира делата, бидејќи овие преку 100 дела кои што се распослани во целата галерија, Национална галерија, се всушност селектирани дела. Значи има и други дела кои што немавме можност да ги ставиме. Прво, сметам дека не треба да биде тоа све што имате по дома да ставите, да има некаков концепт и да се види тој процес и развој кај мене, кај некој творец кој што идејата е да го презентира своето творештво. Хронолошки е концептот направен? Да, хронолошки, значи започнувајќи од
моите студии. Јас дипломирав 96 година во класата на професор Симон Шемов на Факултетот за ликовна уметност. Потоа заминав во Прага на Високата школа за уметност и дизајн кај професорот Павел Нешлеха. Таму бев едно време на студии, па се вратив тука. Па повторно запишав уште еден магистериум кај во класата кај професор Велјо Ташовски покојни. Па потоа се запишав на докторските студии и значи во овој процес се всушност сите овие, да речем, мои развојни фази и од места каде што сум престојувала, значи Прага, Париз неизбежен, значи сето тоа влијание, сето тоа шетање кое што по музеи и така натаму дава секако некаков трак кај мене. Кажи ми, кога ги бираше делата, претежно, ајде да речем, стилски, кон што си, можеш ли да даеш еден заеднички именител стилски кон што си ориентирана? Дали многу експериментираше во својата кариера? Дали идеше повеќе на графика, дали идеше повеќе на, не знам, некои други техники? Так. Како, еве сега, кога е ретроспективна, кои се заедничките црти, вака што можеш да ги повлечеш наназад од 90-тите? Пред 30 години беа 90-тите. Да. Па добро, млади сме, нели? Така барем не го спремаат што е добро тоа. Добро, сме во златни средни години, така би рекла јас, кои што допрва треба да создаваме. Јас барем лично така се чувствувам. А поготово вие уметниците ја имате таа благодет и не, ајде да не зборам, после ќе ти го кажам, повелите, да искажи се. Значи во однос на тој некој идентитет, ликовен стил кој што јас за мене го негувам, би рекла дека е експериментот. И во целата оваа изложба всушност се гледаат различни стилови, различни правци. Мислам дека тоа е тоа што мене ме обележува како уметник. Не би можела да работам една тема цело време. Мислам дека мојот дух, мојата природа, мојот начин на истражување и концепт на креирање на едно дело, според мене и моите афинитети е да се експериментира максимално. Со техниката? Целосно. Значи, например, на оваа изложба имам во 90-тите, кога бев повеќе, да речем, инспирирана од фигурацијата, 90-тите и дипломската, кога дипломирав 96 година, е целосно фигуративно. Значи, тука се тие актови, беа ставени повторно експериментално, значи класично платно, масло на платно, беа ставени во стаклени мали кутии полни со вода, кои што требаше да платното да плива, например, и да се направи некоја оптичка илузија. Концептот на таа дипломска, која што бране во Младинскиот културен центар, и бев една од ретките кои што излезе од Факултетот за ликовни уметности, во смисол да ја брани дипломската надвор од институцијата. Тогаш се отворија, да речем, вратите и јас сакав тоа да се направи во галерија и во галеријата во Младинскиот културен центар, тогаш Дом на млади. Јас ја бранев мојата дипломска работа. Значи, во тој период интересот ми беше конфигурацијата. Подоцна почнав да експериментирам со нагласени текстури, тоа апсолутно ме привлече многу, со нагласен колорит, па подоцна навлегов во новите медиуми, се занимав и со фотографија, со видеоартот. Цртежот ми е секогаш драг и ќе ми биде драг. Мислам дека цртежот секогаш ќе остане покрај мене. Тоа е медиум кој што ми е доста близок, бидејќи знае да биде брз, веднаш пренесува идеја, скица и за некои други реализации. Така да подоцна навлеков и во новите медиуми, па пак се навратив на цртежот. Да речем 2019 година кога фати еви короната, направив голема изложба на цртежи во Украина, поточно во Херсон, пред да се случи се тоа што денес се случува, за жал. Во Националниот музеј во Херсон, подоцна изложбата беше префрлена на Универзитетот за арт и дизајн, кај една моја драга колешка, професор Елена Чепелу, кој што и таа, за жал, повеќе не е во Херсон. Значи, завршив со последниот циклус, на изложбата е представен последниот мој циклус, значи така беше концепирана изложбата хронолошки, но по циклуси.
каде што тука се давам повеќе акценти, ми интересира, да речам, Емформел и асамблаж како сликарски колажи. Повтори го, не го чув наслов. Емформел и асамблаж. Тоа се сликарски техники кои што се експериментаторски, кои што даваат пристап на различни предмети, се колорираат, се прави композиција повеќе релефна, колажирана. И тука во овој, да речем, последен циклус најмалку имам фигурација, така се надзира стилизирана, што мислам дека веројатно во идните можеби да ја нема. Значи нема правила, но со последниот циклус најавив нов интерес кон тоа што ќе видиме каде ќе тера. Не ти е јасно каде ќе тераш? Не, и не треба да ми биде. Барем јас така мислам. Значи секако тоа е една потреба. Мојата потреба генерално велам дека е да експериментирам. Дури и на изложбата се представени класични цртежи, но на експериментална подлога. Например, наместо хартија сликам на подложки за торти, например. Цртам на обувки, цртам на текстил. Може да е тој по форма класичен портрет, меѓутоа аплициран на обувки. И тоа беше представено на сега на оваа ретроспективна изложба. Така да ме интересираат радикалните, да речам, споеви, може би од една страна на еден класичен пристап, наспроти медиумот во кој што ќе се изразите. Тоа е мој вечен предизвик да се направи нешто што за мене е предизвик и во третирање на тие први планови, втори планови. Имав тука исто негде 2010-2015 еден циклус кој што го работев во, да речам, акрил техника пофигуративен, меѓутоа сите слики ги покрив подоцна со текстил. Па текстилот го искинав, па тие надзира одоздола, така да секогаш има некоја нестандардна, да речам, очекувана позиција. Не, ја одлично те разбирам, бидејќи не сум голем познавач на ликовната уметност, а далеко дека сум откритичен, но добар сум познавач на музиката. Да, знам. Начинот како го збориш ова, мене ми е многу близок со музика. Ти додека го збориш, ја имам музика у глава. Мислам, предпоставам дека и музичарите така креираат, пошто јас сум евнук за креација, но велат, нели, музичките критичари и критичарите се доволно интелигентни луѓе да се упикуваат, или Андрич вика, ја земаат уметноста, вика, ја обликуваат и им ги заматуваат сите патишта на уметниците. Но тоа е критиката. Јас сакам повеќе да ја раширам, сакам идејата, сакам да видам колку интроспекцијски може да се навлезе, што стои за тоа и тој креативен процес кој е за мене едно од најмистичните работи кои можат во ова битисување, може би ако збориме за некако чудо или надприроден момент, тоа е моментот на креација. Може би ќе те инспирирам, може би ќе те навлечам да збориш за тоа, но ми интересира кон што се иде. Велиш дека не знаеш и низ експериментот, значи процесот е патот е процес. Немаш јасен концепт. Не зашто прашувам, затоа што познавам многу уметници, има например македонски уметник кој лично многу го почитувам, но и на почеток на кариера бев одушевен од него. Кој гледам денеска после 30 години исто натаму коњи слика. И мене ми е веќе тоа, како да ти кажем, не ме возбудува, не ме привлекува. Но он наоѓа тоа е негово дел. И тука, и сега во кои длабочини има, не сум му направил интервју. И сега, знаеш, ако е тоа еден лајт мотив, што е твоето светло? Кон што идеш? Знам дека е тоа една магла. Ама сигурно има некој светилник, нешто трепкали од таму. Не си толку архаична или, да речеме, тотално препуштена на интуиција. Имаш преголемо познавање, имаш преголема едукација, за да оваа импровизација биде потполно, како да кажам, некако органско стихина, анархична или хаотична.
Да, никако не е така. Не е никако така. Значи има концепт, ако збориме за концепт, и не е само емотивниот аспект на тоа што ја чувствувам па да го исфрлам, во тој случај би било аматерски крајно, ако е само така. Терапија. Да, арт-терапија. Но да, имам јас идентитет како интерес кој што ме интересира, например, во поголемиот дел во делата е застапен тој автореферентен систем, односно тоа сум јас ставена како субјект, објект кој што се третирам самата себе како инспирација. Значи имам голем дел во оваа изложба каде што преку моето тело, преку мојот портрет се надоврзувам на, да речеме, класичните сликарски техники, каде што пораката е, не знам, повторно ќе се навратам на докторатот кој што го работев 5 години, на тоа силно истражување, длабоко истражување, па повторно ме поврза до, да речем, жената, до таа, да речем, суптилна македонска жена која што е поврзана со просторот и начинот како ја направила македонската народна носија. На изложбата сум јас представена облечена во мијачка, женска, невестинска народна носија, која што е сликарски, да речем, доработена, тоа се огромни дела, 2 метра на 2,5, значи тие се поставени, значи поставени каде? Во Националната галерија? Да, се дел од изложбата. А дали се дел од Националната галерија? Од Националната галерија имам 2 дела кои што се во нивната, и тие се представени на ова. Тоа едното дело е 2016 година кога добив награда за сликарство од ЛУМ. И уште еден диптих кој што е изложен исто на оваа изложба, тие се во, да речем, во сопственост на Националната галерија и тие служат за некои нивни концепти, идеи кога некој куратор ќе одлучи да ги мислам во нивна сопственост да ги представи. Едуцира генерации. Да. Многу генерации. Дали ова што го збориш сега им е препознатливо, слушнато, видено? Дали те препознаваат или има овдека, вау, ова е мојата професорка, слушај што збори? Баш денес на предавање по предметот сликање со 2 година, мислам, баш ова го говоревме и многу интересна кохезија се случи помеѓу мене и студентите. Бидејќи студентите многу ми помогна во оној технички дел, они дојдоа ги исчистија сликите, значи имаше тука баш работа, не е само да се закачат, значи многу беа заинтересирани да бидат во целосниот процес од почеток на местење, па се надевам и ќе помогнат кој ќе треба да ја соберам изложбата. Денешниот разговор со нив беше... Ќе помогнеме, кажи ти, да. Ти го смислам, еден куп мажишта бар за слики, ќе ти се најдеме. Ќе треба помош. Они рекоа дека им било многу мотивирачки тоа што присуствуваат на една ваква голема изложба кај мене, дека го виделе мојот процес, мојот интерес и дека тоа што го предавам сега им е уште појасно. Така. Од друга страна, велат, професорке, многу не мотивиравте и ние ви благодариме што допуштивте да бидеме ние дел во тој технички процес, да видат, пошто тоа е за нив голема школа. Значи, ние во рамките на наставната програма, Слободно обширно објасни го да, предавањата ги држев на универзитет, на факултетот, вежбите ги држевме таму. И мислам дека тоа за нив навистина беше една голема инспирација. Денеска дискутиравме, например, велам, кажете и нешто ако не ви се допадна. Велат, нема нешто што не ни се допадна, можеби има нешто што не го разбираме, но секако за тоа треба и поголема зрелост, тие се само 2 година. И исто им беше интересно тоа што сум, да речем, уметник кои што го интересираат повеќе медиуми во една интердисциплинарна, да речем, интердисциплинарен формат на истражување и дека кај мене не може да се види само еден процес, еден стил и дека тоа е резултат не на само емотивно и спонтано работење пред платно или пред компјутер или пред било што, туку како еден концепт кој што и доста современ би рекла и денес како тенденција дека уметникот денеска се истражува, дека секако многу влијаат повеќе аспекти во однос на
тоа какво творештво ќе прави. Значи да започнеме од технологијата која што зазема веќе апсолутно доминанта во нашиот живот, дека компјутерот од една страна може да даде навистина добри резултати, добри работи, од друга страна се знае што е класично штафелајно сликарство и тука мислам дека предноста е на нашите генерации што можеме да експериментираме заради тоа што ја имаме таа можност. И како вели Пикасо, и јас апсолутно се согласувам со таа негова девиза, реченица, дека всушност улогата на сликарот, на ликовниот уметник, не мора да е сликар, вајар, графичар, е да го бележи своето време во кој што живее. Zeitgeist. Да, значи тоа не значи само во техничка и технолошка смисла. Тоа може да биде и класично дело, кое што вие може да го направите во маслена техника или акрил во најчист реализам, па да биде современо. Не мислам дека современоста е само во перформансот, во новите медиуми и во таа модерна која што е актуелна многу и таа постмодерна и се што се случува денес. Не велам дека треба исклучиво да се работи според рецептот на времето. Ако сега се сите модерни, па и вие ќе бидете. Тоа е рамно на нула, бидејќи ќе се почувствува искреност, дали некој тоа на вистина го разбори или го прави затоа што сака да биде модерен. Тоа не може така. Нема ништо полошо од што претенциозност во уметност. Не може по нарачка тоа да се прави. Значи мора да биде човек искрен, каков афинитет и кон што тој сака и со што сака да експериментира и зошто го прави тоа. Значи мора да има одговор со аргументи, секако оправдани, а не заради емоцијата, па ете така, јас така решив да бидам модерен и да си играм со алатките за кои што гледам дека може би даваат или не даваат резултатот. Се мора да е искрен човек, тоа сакам да кажам. Рековте дека извадивте слики уште од студентските денови, кога сте, да речам со музички жаргон, сликале етиди. Не знам како се викаат тие вежби кога се учи цртежот, се учи техниката, се учи движењето. Имаме од скици до студија, брзи скици, кроки, секакви. Добро. Нели, во музиката тоа е етиди кога идеш репетитивни тонови за да имаш голема контрола врз процесот на креирање, за да после, нели, кога ќе дојдеш на 2 тона или 2 цртежа, тоа биде перфекција една, Брајанино. Не се, кога ги погледнавте тие слики, рековте, откривте слики, се изненадивте, сте ги заборавиле. Што видовте? Што видовте, бидејќи, нели, секогаш е најсвежо во сеќавањето и највпечатливото последниот период, последната изложба, последниот тренд, последните слики и така натаму. Кога ги видовте тие први слики? Што предизвикува тоа кај вас, ме интересира? Како ги доживеавте? Па кога си го пронедов блокот драгоцен со тие, па би рекла искрена, и заборавени цртежи, бидејќи се тие, фала Богу, добро сочувани и секако дека времето си го прави, тоа се такви пожолтени листови од хартија, но се уште стојат цртежите, имаме од молив, јаглен и така натаму. И ми беше драго, многу се израдував што ги најдов, што сум ги сочувала. И тоа мислам дека секој уметник кон своето творештво, кога ќе најде нешто од почетоците на самата кариера, ќе се израдува. Тоа се скици кои што ги правев во Сулијан. Ние бевме поделени на факултетот за ликовни уметности, вечерен акт имавме во Сулијан во Турска чаршија. И се уште еден дел на факултетот се уште се наоѓа таму. Тој прекрасен амбиент, ориентален, нели? И имавме вечерен акт негде, мислам, од 18 часот натаму. И навистина беше интересно искуство, бидејќи на тој вечерен акт присуствува повеќе години. Од колку што се сеќавам, од 1 до 4 година. И тоа беше збир на повеќе колеги, колешки, кои што нормално со музика, која што беше еден детал за инспирација. Имавме тука акт, модел кој што ни позираше и преку таа студија или пак преку тие брзи цртежи ние учевме многу.
Учевме анатомија, учевме форма, учевме како се црта. Значи, човечкото тело е предизвик посебно за студентите и за тие некои почетоци, бидејќи навистина најтешката форма да се нацрта е човечкото тело. И такви се и примерите и во историјата на уметност во сите периоди. Сакате Ренесанса, сакате пред Ренесанса, сакате во православието, ако сакате, во византиската уметност. Значи, секде каде што е присутен фигуративниот, односно човечката фигура, треба да е мајстор тоа да го направи. Тука нема импровизација. Значи, или знаете да го нацртате, или не знаете. Значи, тие се тие некои школски работи кои што јас на моите студенти им кажувам, за да бидете современи и модерни, мора да научите најкласични третмани на тоа како се црта фигура, па подоцна ќе ја преведете во илустрација. Значи, не можете да правите илустрација, графичка или модна, а при тоа да не знаете да ја нацртате со молив. За да го доловиш човечкото тело, не е само да ја транскрибираш неговата форма и висина, ама има многу, човечкото тело е 3D. И сега тие односи како окото ги доживува, нели, после ти со и многу убаво го кажавте ова. Ти утре Пикасо да бидеш, за да ги да треба да ја развиеш претходно техниката за совршено, да го насликаш делото, а после ти терај во кубизам, надреализам. Самиот и така. Пикасо започнал со класичен реализам, каде што го нацртал, например, Наполеон и Жозефина во крајно реалистичен пристап. Така да не може да се скокне, мора да се научи, ако сакате, во крајна линија занаетот. Се учили? Колку е потребно да имаш презнаење, пред талент? Еве, доаѓаат многу студенти и се замислува. Извини, малку изложба, бегаме од изложбата, ќе се вратиме на тоа колку дела изложивте и во колку секции и така натаму. Но еве, сега е добро прашање повторно како тема во овие кризни години ќе се надоврзам. Кажете ми, колку е ова важно и битно? Многу е важно затоа што, да речам, генералниот проблем со младите генерации кои што се одлучуваат да студираат уметност или дизајн, уметност и дизајн, е тоа дека тие најчесто мислат дека компјутерите и тоа сето што ја го кажав претходно е доволно. И дека овие класични мануелни техники полека изумира, дека тоа не им е потребно. Меѓутоа, јас пак ќе дадам еден контрааргумент, дека ако тој не сака да држи молив, и ако има комплекс од тоа дека тоа е застарена техника, што апсолутно не сметам дека е така, може да го има најдобриот компјутер, со таблет и повторно со молив, во кој што компјутерот пак го прашува. Сега што ќе правите? Ќе отворите еден лист хартија, добро, кој формат треба да биде? 50 на 80, кликате 50 на 80. Тој не работи сам, тој не ви ги чита мислите. Сега што ќе правиме? Сакате да цртаме? Земете го пенкалото на падот, на таблетот, па мора да црта. Сега тој се пренесува директно на екран. Да, меѓутоа ако вие не знаете да цртате, компјутерот не може да ве научи. Сме ги виделе врвните дизајнери, значи он може да биде добар дизајнер, ама нема да биде врвен дизајнер. Бидејќи врвните дизајнери... Ни добар нема да биде. Може ќе врши само работата колку да се рече. Сите врвни дизајнери, се согласувам што сум ги сретнал, врвни зборам, сите од нив имаат подлога во класичното цртање, потек со пенкало и така натаму, иако ги користат апсолутно, како и музичарите кои не пипа клавир, све е на електроника, ама му чувствуваш дека знаеш оправи, од каде му доаѓа целиот оној интуитивен филинг на... Ма и клавирот е направен повторно од дирки, дурски и морлски. Уметноста кај клавирот е во Немаме паузата. клавир абстрактен некој кој не е во нотите, во паузата помеѓу нотите. Так. Кажете ми, колку слики изложивте на вашата ретроспективна изложба и како ги поделивте? На оваа ретроспективна изложба, не случајно именувана како сликовна исповед, тука е една мала игра на зборови, ликовна и сликовна и исповед
исповедта знаеме што е, кога некој човек е искрен и кога сака да се исповеда и да од една страна му олесни и да зачекори кон нешто ново. Тоа беше, да речем, концептот еве во однос на насловот. Но оваа изложба се покриени сите, значи има слики во цела Национална галерија, значи долниот спрат тоа се 3 галериски сали и горе има уште 5 огромни, што значи се точно во квадрати не знам, но има преку 100 дела кои што се поставени таму во неколку циклуси. Започнувам со циклусот од дипломската. Тоа се 90-тите години, тука се тие поколористични аспекти, тука е тој доминантна фигурација. Потоа е циклусот поврзувања, еден цртачки циклус, каде што тука повторно е таа фигурација, но се чувствува таа една стилизација, појдејќи јас дефинитивно имам интереси кон применетата уметност. И класичната, да речем, фигура веќе не е класична од некои стандардни 7 глави, како ние велиме, него таа веќе добива илустративна димензија, која што е дозволена во илустрацијата. Знам што збори, мислам, 7 глави, сега се сеќам на предавањата на ликовно кога ни кажа формата на човековото тело треба да изгледа 7 глави да биде, па од тука да ја фаќате пропорцијата. Тоа е Леонардовски систем. Да, Леонардовски систем. Браво за мене, добро, мој его трип, благодарам Јана. Да, со овие цртежи цртани на перо и туш, односно хартија специјална за перо туш, многу ме држеше долг период, бидејќи перото најлесно се изразуваше? Па, има таа една убава брзина од една страна, кој што самата техника бара брзина, брза мисла, точно, прецизно од друга страна. Значи, бара искуство цртачки и нема тука простор за импровизација. Значи, таа е една, како велиме, најјавните техники. Значи, и грешките случајни мора веднаш да се искомпонираат ако капне, например, од тушот една капка и ќе си речете... Густав цртаниот филм. Баш така, мора одма да се... Баш така и мора веднаш да се реагира, сакам да кажем, да се таа брза мисла креативно да се затвори во таа подлога. Значи, со таа изложба прошетав доста низ Европа, дури во Америка отидовме, во Њујорк, во Македонскиот културен центар, кај Гораст Поповски. Значи, практична беше, си ја носе во блок, нема царини, нема ништо од тие, за разлика од другите изложби кои што е навистина стрес, неверојатен, граница, па поминала, па не поминала, па осигурување. Значи, има многу технички процеси кои што бараат за една изложба да се представи надвор. Потоа продолжив со циклусот портретирани сеќавања, кој што на еден директен или индиректен начин го посветив на моето најблиско семејство, тргнувајќи од моите родители кои што се по потекло од Егејска Македонија и целата таа непријатна историја во однос на екзодусот во делот на граѓанската војна во Грција, сите тие приказни, сите тие ужасни екзодуси кои што се случило на моите родители пред се и на моето семејство, секако дека ќе остави трага врз мене. Ние не сме го доживеале тоа, но тоа се тие некои портретирани сеќавања кои што јас преку, да речам, формат на овие нови медиуми, фотографија, повторно јас како субјект и објект се повикувам на тие сеќавања на ликови, на најблиските ликови кои што се ставени во една кутија. Тука почна целата приказна со повеќе асоцијативни елементи, амболијата како асоцијација на дом, машките чевли како напуштање од домот и така со повеќе символи и асоцијации. Мислам дека го постигнав тоа што сакав да го постигнам. Посебно ми е драго што една од моите од тој циклус дело наречено Чупче од онака, што значи на егејски девојчето од другата страна на границата,
е во собственост на музеј на Македонија, бидејќи тие имаат цела една изложба која што е посветена на екзодусот на македонците од Егејска Македонија и оние земаат таа слика за таму, бидејќи е навистина автентична. Што е автентично во неа? Извини, ја немам да илустрирам. Да, значи тоа е, сум представена јас во еден крик, каде што треба да се види сега како да еве ќе пробам да објаснам, значи се работи за еден крик кој што упатува да речеме порака за сите тие трауми кои што ги имале, да речем, моите родители и не само тие, цела таа една генерација кој што престојувала и по домови како мали деца и сите се тие приказни кои што јас сум ги слушала во текот на детството. И едноставно сакав сепак исповед, значи. Апсолутно, апсолутно, да. Исповед. И осеќав, чувствував некако, не можам да кажам должност, но потреба дека ете јас со моето творештво сакам да оставам трак во еден современ формат на сето тоа што значи портретирани сеќавања. И тој циклус се разви после и во други димензии. И навлегов во циклусот портретирани сеќавања, траеше исто еден подолг период и со тие и со таа изложба исто прошетав доста низ Европа. Потоа го започнав циклусот Љубовници во пандемија, кој што беше всушност одговор на короната, која што не промени сите, не измести од корен целосно и емотивно и физички, значи знаеме нели светот застана. Се најдовме во една ситуација во која што никој на почетокот не знаеше што се случува и секако дека тоа и врз мене остави сериозна трага. Јас тука започнав со таа серија на цртежи повторно и помалку или повеќе во нека комбинирана техника. Негде 40 цртежи направив и тогаш излезе и можноста да тие се представат во Украина, во Херсон, како што ви кажав пред малку. И завршувам со последниот циклус, на англиски е Sorry Out of Use, или човечкото тело повеќе не е Sorry Out of Use. Значи, Sorry Out of Use. Добро, готово? Дали сме ние сега спремни, сме во функција или не сме во функција? Too young to die, too old to rock and roll. Не се знае. Се извинувам. Да. Јана, извини. Знам дека уметниците генерално вие и кога настапуваат секаде се многу камерни. Тоа е нема насмевка, секој збор се мери и ова јади бурек, ја сепак уметноста ја доживувам нешто како најубавото, најпродуховеното. Уметноста ја доживувам со насмевка, не можам со траорност, не можам со таа камерност, туку така, иако заслужува тоа од почит. Така да, мој набацки, добацки, и вие и твоите да не го разбираат дека не почит, напротив, од огромна почит. Да бев камерен, тоа ќе значеше дека ништо не ме допира. И сметам дека луѓето треба дури да не разбираат што гледа, да го гледа, бидејќи уметноста има способност една да те менува и да не разбираш што е тоа дело. Ти гледа го еден Джейсон Полок ќе ти извади од так, не знаеш што си видел. Карикирам. А сега малце, уште едно само кажи ми, колку дела имаш на твојава преку 100, сега немам како бројка, но има преку 100 дела, да. Ова се моите потпрашања во врска со твоето творештво. Прво спомна дека сакаш да се пробаш не само на платно, не само на хартија, сакаш, не знам, на подлога за торта, сакаш на тацна, сакаш на некој сат и така натаму и така натаму. Што е целта? Што е целта на уметникот? Што е твојата цел да пробуваш? Проба, доволно е, окей ти е, или сакаш како Густав да го исцрта целиот свет? Па, мислам дека ќе продолжам со овој пристап на експериментирање. Во однос на медиумите, мислам дека повторно јас го градам истиот концепт.
само во различни медиуми, односно во различни ликовни изразни средства. На изложбата исто така имам представено и кратки видеоформати, видеоарт, кои што се по минута-две, кратки видеа во кои што имам намера да ги пуштам како на видеоарт. фестивали за видеоарт, за кратки видеоформати, во кои што повторно е мојата потреба за фокус, за композиција. Значи, имам видеа кои што исто се представени на изложбата и навистина тоа ме интересира затоа што во уметноста, во визуелната уметност, еве да речеме, па дури и во филмот, ако сакате. Тие ги користат истите терминологии во филмот, како и ликовната уметност. Говорат за боја во кадар, говорат за композиција во кадар, говорат за декомпозиција, за прв план, втор план. Секако имаат филмска терминологија која што е по-детална, меѓутоа тие се основите во кои што вие може да креирате некоја приказна. Дали е сликарство, дали е видео, дали е филм, таа секогаш почива, еве, ја спомнавте и музиката. И во сликарството имаме ние дурски и молски состојби. Како што е, да речеме, дурска и молска скала. Значи, имаме слики кои што вознемируваат и имаме слики кои што имаат формати сосема друг. Значи, тука се тие подписи можеби различни, меѓутоа целта е една. Да биде тоа навистина квалитетно изработено и искрено. И тоа што од, да речем, публиката, како таа ја доживеа мојата изложба, ми беа драги неколку, да речем, коментари, импреси, да. од тоа што они го виделе. Едната е, например, од Киро Урдин, кој што беше присутен таму, и ми пренесе ова сопругот мој да и кажеш на Јана дека е одлична изложбата и дека тоа го прават луѓе кои што се искрени. И дека нема тактизирање во смисол на тоа дека ете јас сега ќе направам современа изложба за да бидам модерен, или пак ќе направам и обратно, ќе направам нешто што не знам да го правам. Значи, човек мора да е искрен во се што прави и на тој начин ќе го постигне тој професионален аспект кој што, нели, значи и истражување и нормално таа публика е многу важна. Мене ми е драго што сите излегоа инспирирани од мојата изложба. Мене лично ми се допаѓа кај уметниците, кај ликовните уметници, кога експериментираат надвор од својата комфортна зона и кога ќе се обидат, например, со интервенција во простор на големо, на мало, не знам како Христо, па кој ќе офарба цела планина или ќе го покрие Рајстагот, или која ќе се отиде на некое микрониво, како Салвадор Дали, која ќе ги прави малине фигуринки од слонови или ќе почне да црта на тањер. И викаш, но во еден момент ние, што сме конзументите, стануваме збунети. Дали треба да бараме порака или да ја гледаме формата? Па, мислам дека тука најдобар одговор даваат филозофите, естетичарите, теоретичарите, кои што да не ги набројуваме сите тие најважни теоретичари, естетичари кои што слободно те охрабрувам да цитираш и да дадеш насоки. Сакам да кажам дека уметникот не би требало да се занимава со тоа како ќе реагира публиката. Тоа е вториот чекор. Бидејќи ако е така, тогаш навистина е многу наменски, тоа е дизајн дека. Значи ако јас правам чаша во која што функцијата е да испијам вода во неа, се знае дека мора да ги има тие особености. Тоа е веќе кич. Не, сакам да кажам, не можам да направам нешто во кое што нема функција да испијам вода, да тврдам дека е тоа многу современо и дека од денес ќе се пие чаша вода во не знам што, од кибрич. Во ликовната уметност таа, да речем, разлика помеѓу ликовна и применета е баш токму во тоа. Ликовната уметност, уметникот е тој кој што е креаторот
Историчарот на уметност или ликовните критичари кои што за жал поради X причини веќе се, да речем, веројатно и дали истоштени или не се во ситуација да напишат критика ликовна со аргументи, дали е тоа добро или не е добро. Значи, порано имаше тоа многу повеќе, сега за жал. А ти помага ли тоа? Им помага ли на уметниците една издржана критика, па макар и негативна? Значи, например, само сакам да извини што ти се убацувам. Да. Пропаста на театарот во Македонија, а и во некои соседни земји, почна кога стана необјективна критика. Секоја рецензија беше хвалоспеви, се беше супер, сите перформанси беа супер и представите беа се полоши, посетеноста се полошта, додека не дојде дно. Ете, како критиката со најдобри намери може да упропасти. Значи, искреноста е многу битна во целиот процес, ама суетите се па многу големи. Суетите ќе останат. И со тоа и без тоа. Значи, нема посуетни од уметниците и ние сите сакаме и аплауз и сето тоа. Значи, тоа е така. Ба и не само уметниците, би рекла. Во суета, може би сме сите. И таа е една човекова слабост. Меѓутоа, секако дека кога, еве да речем во мојот случај, јас сега имам представување на 30 години творештво, дека ми е драго кога луѓето ќе излезат задоволни. Меѓутоа, и да напише некој негативна критика, мене повторно ќе ми биде драго, затоа што критиката не е лично мене да ме дискредитираат како име и презиме, туку си има начин како тоа се пишува со аргументи, зошто е тоа добро, зошто не е добро. Така да, во тој дел на вистина не сум суетна и мислам дека поготово за помладите автори е добро да нели излезе и некогаш и негативна критика, која што не треба да биде демотивирачка кај авторот, туку баш напротив, мотивирачка, затоа што многу е важно кој пишува. Значи, ако пишува некој дилетант кој што појма нема, секако дека ќе ве навреди и ќе кажете па добро, вие немате аргумент тоа да го пишувате, но ако некој го пишува кој што со години е во тоа и кој што име презиме, секако дека ќе ви значи. Ке голташ кнетли. Апсолутно. И всушност тоа е улогата на критиката. Ми остана нејасно. Што е твојата интенција? Порака или естетска форма? Колку ти се преплетуваат тие работи? Еве да речеме еден водич на уметничките дела на Јана. За големите уметници ми е јасно, елаборирано е, постојат монографии. Но што треба да бараме кај тебе? Емоција, форма, порака? Од се помалку. Од се помалку. И кога Што да барам? Поезија, јасна приказна, еден збор кој поентира што е она што Јана ја прави, Јана од Сабајле, уметникот, зборам Јана, се извинувам на ти. Она што те мотивира да земеш и тој потез кој веќе дури и не го контролираш, предпоставам, туку иде само од себе, од некакви, не знам, абстрактни, чудни, подсвесни, знам дека уметникот ужива во тоа едноставно, а ако не црта, ќе експлодира, ќе експлозија ќе се случи со него. Благослов е тоа, морам да признам. Значи, ние сме привилегирани во однос на тоа... И сте. Знаеш како ви завидувам. Да, колку и да сме изнервирани од овие реални состојби кои што да ни ги отвараме, колку се ултрареални, хиперреални, уметноста е една од начините не само да се избега, него и од друга страна и да се фати тоа оружје на уметноста која што може да ги промени работите. Јас го имам тој став, дека и во така нареченото сликарство ангажирано, се вели, теоријата така го насловила, како ангажирано сликарство, и тоа е тоа што Пикасо го кажа, мораме да го бележиме сопственото време. Ние не можеме да избегаме од сето тоа што се случува денес, се влие врз нас, од политика до лоша економија. Не живееш во вакуум изолиран. Не, ниту треба. Значи не можеме... Тактилни сензации се преокупирани. Така е, не можем лично да земам да сликам цветчиња затоа што... Но е многу интересно што уметниците, еве, например,
ќе го спомнам Горан Трајковски. Горан Трајковски во своето музичко творештво, се извинувам вака што нафрлам, нели, пиететот е вечерва за тебе. Пред 20 години ги пееше, ги опеваше преку една уметничка форма на кабаре, музика, абстрактна, работиве кои денеска ни се случуваат. Неверојатно. Тој човек ми е личен пријател. Значи, повеќе сум разговарал со него него било кој друг. Значи, дури и он на интуитивно творечко ниво некако излегувале тие работи кои денеска се не знам, еве, скоро комунициравме на една ова што се случува денеска, он го опеваш. И знам дека беше и силно критикуван, маргинализиран, политички некоректно и така натаму. Човекот не се занимава, он е уметник. Апсолутно. И истото и во уметноста го гледаме. Дали тоа било револуционерно, дали тоа било трансцендентално, дали тоа било апокалиптично, како и да е, уметникот има некое шесто сетило, дури на себе не си ги објаснува јасно работите, кон што ги водат, и кога ќе ги наслика, викаш, не е можно. Мунковиот крик го гледам по 6 пат овдека, пак ми искача за оваа тема. Не знам што да кажам. Уметникот е огледало на општеството. И така треба да се гледа. И јас од таа причина на почетокот започнав дека апсолутно се занемарени луѓето од културата да го кажат тоа што има да го кажат. Зошто во медиумите? Затоа што медиумите пристигаат до сите домови. И тоа е нешто навистина, може би сум досадна и го повторувам на секоја можна прилика кога излегувам. Значи, уметникот не е клован, уметникот не е човек кој што си игра само со внатрешните емоции, туку тоа е огледало на општеството во кој што живее. Што значи дека општеството мора да се грижи, должност му е да го негува неговото творештво, да му дава услови, во смисол... Не го фаќај микрофон. Се извинувам. Ке ги уплашиш твоите. Да. Значи, тие се некои социолошки теми сега, кои што велам дека... Па дури и ако не се грижи, е јасна порака за зетгејствот во какво време творите. Така е. Дури ако не име гајле. И тоа е вашиот предизвик и не треба да се сипате со пепел и да плачете. Тоа е реалноста во која живееме. Ние живееме во време кога апсолутно е маргинализирана културата и уметноста. Ние немаме веќе култура, немаме базична култура, а камоли возвишена уметничка култура, а камоли почит кон уметниците. Вие сте никој ништо, си аплаудирате едни со други на изложба и така натаму, затоа што треба да издржите. Кај сме ние публиката, кај е народот? Трча по Зејтин, трча по светото. Младите се тепаат по улици, масовно, нели, сега имаме такви за жал појави. Добро, тоа го има и порано, али не, јасно. Сакам да кажам дека една од начините на таа едукација е дека не можеме ние да веруваме во идеално општество. Ке има такви аномалии, сегде има по сите држави, ама да направите една статистика или една анкета до младите генерално, не зборувам само за тие кои што влегуваат затоа што припаѓаат на таа фела, кога последен пат влегле во музеј и виделе изложба, сигурна сум дека резултатите ќе бидат поразителни. И сега тука треба да влеземе во друга тема. Зошто не ги повлекува? Чија е вината? Нивна, наша, образование и така натаму. Заедничка е, можам да се согласам дека е заедничка, ама товарот е поголем на државата, на општеството, на едукацијата, на системот, на домашно воспитување, ако сакате. Вие ако во едно семејство цел ден гледате турски серии, како може да очекувате од младите да одат во музеј? Не може. Јана, ајде да те префрлам сега нагло, овде ми стои вака, морам да те потпрашам. Ја спомна како естетика форма во која си ја проучувала, например, народната носија, особено галичката. Сакам едно твое, колку можеш опширно или така натаму, да го кажеш мислењето. Ја само ќе нагласам дека, знам дека кога
објавив една фотографија, многу убава фотографија на една жена облечена во сета раскош, и сите оние можни детали. Мислам, викам, кога со чисти очи би го загледал, би се прашал дали ова селјанка или кнегиња. Бидејќи кога ќе загледаш, целата таа носија е статус, приказна, уметничко дело во движење. Аристократија. Те молам, ајде. Јас пред да дадам одговор, само ќе споделам мое доживување во Јапонија, во Токио, бидејќи 2020 имав таму изложба. Јапонија е земја на друга планета. Значи, што е тоа друга планета, која што дефинитивно ми се потврдија ставовите, дека веројатно сум во право и дека одам во вистинска насока. Јапонија е земја со најразвиена висока технологија. Тука не правиме муабет што има Јапонија од висока технологија и како младите таму, не само младите, го имаат на дофат сето тоа. Значи јас влегов во една продавница да му купам подарок на син ми. Значи нема пластични играчки, нема ништо тоа. Само слушате, значи ова роботчиња, значи нешто што не наликува на продавница за дечки играчки. Значи се е тоа одговор на таа висока технологија. Од друга страна, шетајќи се во сред Токио, ви излегуваат млади девојки облечени во нивното традиционално јапонско кимоно, со фризурите кои што преку ден одат и на работа така, се облекуваат така, со нивните нежни кломпи, бели чорапки. Никој не се заврте да речат селјанка. Како што ние ќе речеме за наша таква на улица. Да, ние за жал го немаме тој однос и посебно ми е мене жал кај младите, јас многу на студентите тој им кажувам. Не, врати ми се. Кажи го да за студентите. немаат отпор кон фолклорот, сакам да кажам. Но раскажи ми како ја доживуваш таа женска носија. Да. Не само женска, и машката. Значи тоа е едно огромно што богатство. Што гледаш ти како уметник, да. Какво е тоа богатство? Мислам, знаеш како, ја имам добар став спрема тоа, но да. Знаеш ти како уметник и мене и на гледачите можеш малце да ни ги отвориш очите и за некоја друга перспектива. Тоа што мене најмногу ме фасцинира е процесот на изработка. Значи, зборуваме за една македонска жена која што не завршила на Харвард или во Париз, на не знам каква академија, не завршила ниту мода, ниту ништо. Меѓутоа се работи за една таква врвна естетика, која што таа ја развива интуитивно, преку совршено познавање на рачните техники на везење, првенствено од обработка, ткаење, претходно предивото, значи се работи исклучиво за органски пристап, крајно еколошки, целосно, тоа што ние денес цело време говориме екологија, примереви во модата, тоа тука е целосно еколошки пристап. Имате целосно третирање на органски материјали од, да речеме, волната на овцата, која што понатаму нели се преде, се прави ткаенина, таа рачно се бои со пигменти од земја и се создава ремек дело. И сега тоа што е интересно, кога јас ја облеков за потребите на мојата изложба ова мијачка женска невестинска народна носија, таа со сите салтанати кои што ги има е негде преку 100 кила тежи, тоа е волна. Значи имате целата она или ти со се неа тежиш 100 килограми? Значи целата носија е тешка. Значи се работи за волна, одоздола се става првиот слој на убав обработен лен, подоцна се облекува тело чекор по чекор, за да се стигне до финалната декорација, каде што ги имаме оние тешки пафти, ги имаме оние... Па така се владиците,
Вака кралевите, вака властодржците, кралевите, царевите се облекуваат. Предпоставам дека постои и редослед и цел ритуал е тоа. И процесот на изработка на народната носија, тоа е всушност и еден вид на концепт на семејството. Тие мора да имаат пари за да може да се, односно да се заработат и да се научи невестата млада сама да си ја изработи таа народна носија која што е ремек дело. Но нема употребна вредност. Она е само символ. Зошто? Зошто во целата таа сиромаштија парите ги врзуваат златниците на марамата, на Добро, не можеле сите тоа да го прават, се извинувам, факт, добро, да, но повеќето можеле. Но својот статусен символ, мислам дека самиот статус не морал да биде чисто некаква борба за обстанок или за место во, но сепак таа се чувала, не ја продавале, останувала. Ние имаме носии кои се стари стотици години. Зошто? Зошто се чуваат? Не се чуваат веќе, за жал, и се продаваат многу често заради сиромаштијата. Новите генерации си ги продадоа старите и така натаму и така натаму. Моите галечки ги зедоа молци. И ја ќе си го носам гревот до крај на живот. За тоа. Па и тука можело да се помогне. Да сум знаел. Да сум знаел. Рано ги изгубив и татко, и мајка, и баба, и појма немав шо имам. Замисли, ја не сум имал појма што сум имал дома. Какво богатство? Да, посебно во западниот дел, кај мејаците, тоа е, да речеме, еден пристап на одлична декорација. И таа е најавтентична и најбогата. И не можело секој семејство да си дозволи да има такви златни дукати наредени и оние пафти и сите тие гледници кои што ги ставале на Навлегуваше ли ти што е символиката на сите тие? Бидејќи тоа не е само чиста естетика, има тука приказна нека. Секако дека не е само естетика, меѓутоа тоа што мене најмногу ме и ден денес и мислам и не мислам, него е веќе тоа испреплетено во мојата изложба, е токму тој пристап на изработка, на носија, меѓутоа на една неедуцирана жена, која што го прави тоа, кој што ние од денешен аспект можеме да филозофираме, да истражуваме, да се најдат символиките поврзани, тој символ значи тоа. Меѓутоа, тоа што повторно велам, мене што ме инспирира е всушност тој предизвик како е можно да се создаде такво ремек дело, а при тоа ние се уште како држава недоволно ниту го експонираме и некако повторно велам околу тоа како беше селанка, не се работи за селанка, не селанка, туку за однос кон фолклорот кој што е кај нас традицијата, а ние денеска значен. Анулираме се што е традиција, да не рчнеме поише од 30-40 години, да не навредиме некого, за да ни протече мет и млеко. Јас зборувам за артефакти, нема никој да се навреди. Значи нема што, да зборувам нешто кое што некој нема зашто да се навреди. Значи ако зборуваме за, да речеме, носијата народна од мијачкиот дел, има артефакти, има истражувања, има комплетни студии, зошто е тоа најдобра. Не, зборам за менталниот склоп наш. Да, разбрав, него сакам да кажам во одбрана на таквите на таквите состојби е добро да се даде аргумент од ваков тип. Чистокрвен уметник си, безкомпромисен за својата уметност. Ма сепак стана декан на факултет за арт и дизајн. Дизајнот е малку поинаква, покомерцијализирана работа. Како ти се споија тие две работи, а беше прилично успешно во своите 2 мандата? Да, значи јас мојата професорска кариера ја започнав на факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет како асистент. Значи бев поредот на нештата, сите скалила. Бев асистент, па доцент, вореден, редовен професор, бев 2 мандати декан и бев ректор година и пол. Што значи дека моето менаџерско искуство беше повеќе во прашање, бидејќи тие функции се менаџерски.
посебно делот кога бев еден краток период ректор на универзитетот, навистина бара еден ангажман сериозен. Јас во дизајнот сум и предходно пред да станам, да навлезам во овие професорски води. Значи работев како моден дизајнер во тогашната Орка, која што имаше линија ККС Класик, значи тоа е семејството Камчеви кој што ги отворија вратите за младите модни дизајнери. Јас работев таму еден период од неколку години, прекрасно искуство. Навистина во тоа време, значи овде е негде почеток на 2000-та, тука негде за тој период говорам, мора и 98-99 може би беше. Значи многу одамна, кога се креира колекции, значи семејството Камчеви уште тогаш го има сензибилитетот да прават, да дадат можност на младите, но и од тоа да се направи, да речам, бизнис во смисол на продажба, дека дизајнот мора да е продажен. Може да кажам дека на некој начин беа големи поддржувачи или мецени на татко ти? Секогаш. Па не само на татко ми, секогаш да, они се и приватно многу блиски пријатели и драго ми е што е тоа едно искрено пријателство меѓу нив и во Систина, цела Систина е болницата најмногу со неговите дела. Со неговите дела. Така. И тоа е многу убаво што си имаат една, да речем, конекција таква. Но генерално Камчеви се поддржувачи на уметноста и тоа мора јавно да се каже, бидејќи ретки се луѓето кои што сакаат да помогнат во смисол и со купување на слика. Значи тоа е одлика на некој кој што како човек, нели, сака да помогне и во другите области, а не им е тоа, нели, професија. Јана, знаеш зашто ве прашувам ова? Јана, и ќе ве персирам за да не ги навредам гледачите. Знам дека ти нема, бидејќи сме лични пријатели, но така, телевизискиот бонтон ми налага да ве персирам. Денеска гледаме ова што го збориш, денеска е експлодирува просто. Ние имаме еден уметник кој слика апликации на Бланко Патики. Он е син на ќе ми помогнеш тука, сега сум изблокиран. На Лира Грабул? Не. Се извинувам, можеш да ја спомнеш и Лира Грабул, слободно. Внук на уметникот кој го изгради Македониум во Крушево. Значи не можам да се сетам кој беше. Не знам за кој млад автор става. Он е млад и слика патики. Тие патики енормно се продаваат и просто е јагма низ светот да се купува. Дури и на NBA со шеќерна од Нил го спомна, ги покажа неговите патики, ги слика. Значи, слика повеќе, да речеме, некаков поп-арт. Интересно, нели, дизајнот, поп-артот, но и уметноста како апликативна на одредени продукти кои се многу популарни, а денеска, да речеме, дека патиките, особено во машкиот свет, се апсолут. Значи, они стана дел од гардероба не само за спорт и рекреација, туку втора кожа. Втора кожа, да, идење на работа, дури на свечени моменти и така натаму и така натаму. И сега, знаеш ли кој што го водам моментов, сега малце ќе импровизирам, бидејќи немам конкретно прашање, па се импровизирам да видам како ќе ми се срочи. Бидејќи не се подготував некако премногу за тебе. Некаде во 70-тите, 80-тите години на Балканот експлодира една дама, уметник, Олја Ивањецки. Ја нарекува женскиот Салвадор Дали. Она успеа, користити ги медиумите на еден многу вешт начин, да се експонира себе си, малце и со претерано, и со позирање, актови и така натаму, како атрактивност, но предизвика големо внимание за своите слики, па тој овозможи продажба и така натаму и така натаму. Комерцијализацијата. Јана, вие имате таа техника и наследство и семено и веќе преку вашата изложба се гледа. Немаш ли предизвик да направиш некој таков голем светски медиумски исчекор, да се истакнеш, да станеш, не знам, една
македонска Олја Ивањицки или македонска Дали, да направиш малку повеќе, бидејќи веќе ги знаеш и современите техники и така натаму и така натаму. Да се комерцијализираш, да биде твојот подпис вреден. Салвадор Дали после смртта парфемот излезе и Пикасо го има на автомобилите, но да не чекаме 100 години кога ќе си заминеш па да ја имаме Јана подпишана. Колку ти е предизвик комерцијализацијата или едноставно гуши, премногу е напорно во целава работа? Може би ти требат ти менаџери и така натаму, мецени кои ќе те усмеруваат, дај на ова најдов купци и така натаму и така натаму. И ти создаваш богатство, создаваш своја академија, создаваш нови, не знам. Еве се, дали отприлика ти е јасно кај те прашувам? Да. Познавајќи се себе си, ја никош нема да бидам комерцијален уметник. Ај, гаси емисија, готово, заврши. Тоа шанси нема. Но, тоа што јас сметам дека тоа што вие го говорите за условно во наводници комерцијализација, повеќе го разбирам како добра реклама со целосен систем на маркетинг кој што во светот функционира перфектно. Значи, доколку јас позади мене имам агент кој што ќе се грижи мојата изложба да го прошета, не само што ќе го прошета, него тоа има медиумски да биде покриена. Медиумски да биде покриено, да стапи во контакт со сите оние кои што знаат дека може да купат, кој што ќе се направи еден цел систем на реклама, кој што денес гледаме дека од никакви производи со добра реклама ќе се убеди некој да го купи. Во тој дел можам да се сложам во така наречениот комерцијален пристап на продажба, али на творештво никако. Значи, и сметам дека тоа е нешто кој што младите, поготово со економски факултет, може да го работат. Значи, ние имаме прекрасни македонски автори, кои што не можат самите и не треба, бидејќи не може секој да биде и добар менаџер, да прави дизајн за плакат, да си направи или да, не знам, да брка клиенти. Значи, тоа е исто една многу истоштувачка и замарувачка состојба кој што за разлика, да речеме, од во историјата на уметност имаме најголемите имиња имале мецени. Тој не се занимавал ништо друго освен да го направи тоа што го прави одлично. Значи, ние сме препуштени сами на себе денес. Би било идеално да имам јас еден тим позади мене, еден пиар, една добра маркетинг агенција која што ќе се грижи не само на домашната ликовна сцена, туку и на меѓународната, поготово во светот тоа функционира така. Значи, треба да се вложат финансии во одлични монографии, кои што значат финансии, кои што значат фотографирање на делата. Значи, цел еден процес кој што ние самите сега го правиме. Па не сте задоволни, па некој ве разбрал, па некој не ве разбрал. Значи, се надевам искрено дека може би еден ден, ако не јас, барем некој тоа ќе го исползува, каде што ќе има само агенда која ќе биде мојата обврска, јас да работам, да сликам, да творам. Која ќе биде неговата обврска, да таа изложба прошета низ цел свет, се продаде, се направи добра монографија, добар каталог, да биде по медиумите сегде, и таа е таа комерцијализација со која што јас сметам дека е неопходна денес. Како да преживее еден обичен уметник, еден сиромашен кој го има тој порив, а нема никаков грб, нема никаква подлога, а го сака тоа? Дали само дизајнот му е може би спас за некаква екзистенција, за да може да се занимава? Многу е тешко, навистина многу е тешко. Единствено со кој што ние сите Фала ти што ме разбираш одно у една реченица што те прашувам. Да, значи ние еве се тие актуелни конкурси сега на Министерство за култура. Значи јас нема да заборавам таа сцена пред неколку години кога беше короната, а беше во тек апликација за конкурсот, кога пред Министерството за култура се чекаа редици, бидејќи тогаш беше лимитиран влезот заради короната, и прв пат видов всушност
една таква жална слика на редица од колеги и себе си, значи јас чекав тука кој што чекавме со ред да влеземе да аплицираме за евентуално Министерството за култура додели финансии за нас. Министерството за култура во моментов е единствената институција која што ги финансира не сите, но финансираат и тие финансии нормално не се доволно. Многу е тешко, навистина, многу е тешко. По тебе, еве, ти си председател на ДЛУМ. Да. Што мислиш вака Македонија, што е реално да може да ја малце крене таа ситуација? Кој пример? Чешка, Романија, Унгарија, Србија? Што каде колку ни фали? Јас знам дека не ни фалат милиарди. Хрватска, те молам, повели. Не дека се тие во идеална состојба, меѓутоа имам и пријатели таму кои што се и сликари, имаат издруженија како што е Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Криза е секаде во свет, меѓутоа имаат свест. Свеста во инвестирање во културата. Хрватската телевизија 3, ова навистина ќе досадна, ама ќе го кажувам, на секој оној кој што во иднина ќе ме покани. Третиот канал на националниот нивни сервис, Хрватска 3, е целосно посветен на култура, за сите уметности. Музичка, драмска, сценска, ликовна, ваква, таква, со гости, со дебати, со емисии. Значи 24 часа. Сега... Јана, во бившиот систем имавме една емисија, ние, нели, Гена Димитровска водеше понеделник, во претходно беше петком у 22 и беше врв, беше елитизам таму, да те протнат, да те спомнат. Денес дури ни тоа го нема. Мислам, ја ги разбирам уметниците кои ќе одбијат. Јанко, кај тебе, дај не ме зафркај. И во право се, не сум јас тој кој треба да ги промовира. Ама не се работи за промоција. Страна, стварно, да, или да збори за оваа тема. Значи, прво, јас повторно велам, мојот стафен кон медиумите е дека одам секаде каде што ќе ме поканат. Мислам дека прво јас сум благодарна што ете некој се сетил да го искористи овој простор за мене. И тоа треба да се почитува. Не. Јана, морам радикално, сега морам да те сечам. Да. При крај сме. Значи, ароганцијата кај новинарите е нешто најдолно и најодвратно што сум го забележал за овие 2 децении. Така. Они треба да се благодарни што постоите, бидејќи вие сте креативците. Секако е така. Вие, секако така. Ја немам емисија, ако не си ти. Нема емисија за култура, ја за тоа сакам да кажам. Не, ама ја немам генерално емисија ако така немам креативец. Ја ли да зборам за сликарство, а треба да прозборам за сликарство. Повеќе мислев на стручна дебата. Тоа што и самите го кажавте, дека стручните дебати и емисии за култура нема. Не дека јас... Нема новинар кој следи култура, уметност, музика, филм, апсолутно нема. Има, али многу малку и тие некои кревки обиди кои што беа во емисии, ама тоа е работа, повторно велам, и на тие уредници кои што мора да разберат дека не може цело време да се зборува за политика во една мала држава. Значи, tell me about it. Не може, не е нормално тоа да биде да се говори цело време за политика. Да, таа е важна во еден дел, но кога таа толку ќе се наметне, они ќе речат, каква изложба, ова криза, гледајте, луѓето немаат за јадење, вие зборувате за слики. Јана, немаме нафта, немаме производство, но барем имаме уметници, дај бе подписом твој да. Инаку човекот се вика Сатија Грабуловски, внуке на Грабул. Епа, значи добро кажав јас, синот на Лира Грабул. Извини. Лира Грабул е одлична костимографка, предаваше во средно уметничко. Не знаев, извини, добро си кажала, ја имам да предаваше кажа. текстил во средно уметничко и знам од неа дека он тоа го прави успешно. И затоа реков на Лира Грабул. Се извинувам, ја не ми запали си личката. Не е проблем. Значи, затоа ви викам, вие бидете нашата нафта, вие бидете нашето голд, нешто, нека искача од овдека. Нема по што да не препознат. Британија е препознатлива по музиката, од Битлси наваму, они светот го завладеа со музика, а после си ги
повлекува сите работи. Саудиска Арабија не им треба. Така е. Чини Имаат пари нафта. све. Чини пари. Нашата професија чини пари. И тоа е факт дека е така. Так. Еве сега ги спомнавме проектите на Министерство за култура. Јас допрва ќе треба да ја правам монографијата за мојата изложба, која што и од своји лични финансии ќе треба да вложам Кој ќе ти со ја пише? цел рецензија Маја Чанкуловска, која што е кураторка на изложбата. И го спомнавме Длум, морам да го искористам, нели, овој медиумски простор, дека Длум е здружение кое што постои 75 години и сега бевме актуелни во однос на годишната изложба која што ја направивме во Мала Станица. Излеговме со транспаренти, со барања, со директни прозивки и до владата на Република Македонија и Министерство за култура, каде што бараме конечно Длум да добие свој галериски простор. Не се откажуваме, има некои позитивни бранчиња што стигнаа до нас, но додека тоа не се направи на вистина целосно, не се заврши, не можам ништо да говорам и ние се уште ќе стоиме на ставот дека Длум, се спомна Британија, замислете ви у Британија да имате друштво 75 години и сме на улица буквално со еден привремен простор во домот на армијата, кој што навистина имаат разбирање, ама тоа е воен објект, концепиран, граден за друга намена. Значи ни треба галерија, да. Таа подршка ја бараме и не се откажуваме. Јана, ако ти е за некаква сатисфакција, пошто ја што и да кажам, може би нема да биде многу со тежина, дека уживав, дека ми беше вистинско задоволство. Ќе ти кажам неколку писма што во меѓувреме ги добив и тоа од ликови кои исклучиво со некоја дневна политика се занимаваат, никогаш со ова, вика, реал игра, останав да ја гледам емисијава, вика, ме опушти прекрасно. Значи, и луѓе што, видиш, јазикот на уметноста, да и човек кога не разбира, ја чувствува вибрацијата на некоја така, и окей му е. Оти уметноста мислам дека е најблагородната работа што буди најблагородни чувства кај човекот. Затоа било каква треба да се практицира. Ти благодарам многу, ти посакувам многу успех, што се однесува до твојата изложба. Ние сега ќе се одјавиме и ќе иде едно видео, не знам колку е материјалот снимен од од отварањето на твојата изложба. Да. И те молам твоите завршни зборови за вечерва. Уште еднаш благодарност. Драго ми е што ете се видовме, што имав можност за вашите гледачи да ги спровоцирам, но пред се да ги поканам да дојде да видат изложбата, ќе биде поставена до крајот на месец ноември во Националната галерија Мала Станица. Ќе имаат можност... Тоа е до диското Станица 26. Така е. А позади има некој друго кафуле... Кичен тројка. Те носам на ручек таму, добар кој. Добро, таму гледам цело време ме гужва. Исто благодарност и до целиот тим на Националната галерија, многу професионално, ми даде огромна поддршка, да не ги редам, но сепак би ја спомнала и директорката Дита Старова, која што апсолутно ја даде целосната незина поддршка, и Маја Чанкуловска, која што е историчарка на уметност и на вистина заеднички со неа ја концепиравме да изгледа така како што изгледа и стварно би сакала да дојдат и да ја посетат оваа изложба. Благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва од разговорот, а сега погледнете го отварањето на изложбата на Јана Маневска-Чуповска. Почитувани гости, почитувани пријатели на Националната галерија, почитувана сопруга на председателот доктор професор Елизавета Георгиевска, почитувана драга уметница Јана Манева-Чуповска, почитувана кураторка, имам особена чест да ве поздравам вечерва во моје име на Националната галерија на отварањето на ретроспективната изложба на Јана Манева-Чуповска, наречени Сликовни исповеди. Во наредниот период ќе може да ја проследите оваа изложба, на која може да се види прогресот на еден автор кој има континуирана и константна
творечка продукција во повеќе области. А секако дека најкарактеристично за неа е представувањето на лични прикази во вид на исповеди преку ликовноста. Односно, сликовноста, како што таа би го нарекла. Ликовноста, односно сликовноста, нуди безбројни можности за експанзија на интересот на исто така безброј полиња и ликовни изрази. Драго ми е дека со авторката која вечерва ја представуваме во објектот Мала станица на Националната галерија Јана Манева Чуповска имаме неколку допирни моменти. Не само ликовниот, како ликовни авторки со различни интереси во истражувањата и експериментирањата на можностите кои ги нуди сликарството во поширока смисла. Следен е и педагошкиот момент, со цел ентузијазам и пренесување на поуките за уметноста и историјата на уметност. И желбата за пренесување на сознанијата на младите генерации студенти на Европскиот универзитет на кој таа е професор. И се разбира од скоро време и така наречениот организацијски момент, бидејќи таа од скоро време е тековен председател на ДЛУМ. Јана Манева Чуповска на прв поглед се чини дека во своите дела нуди спој на различни спротивставени концепти. Од една страна, таа е нераскинливата врска со традицијата, преку присутни известни етноелементи од богатото движно културно наследство, но од друга страна е изменетата положба на жената во таа традиција и нејзиното место во современото општество. Со сите пропратни, лични и општествени борби, следи спојот помеѓу споменатото етноелементи и модата во секојдневието. Се разбира, тука има простор за уште многу компаративни анализи, но се чини дека самата Јана Манева Чуповска е посветена во идејата да направи спој помеѓу многу работи кои се влијаат врз разликата во општеството, односно местото на жената денес, а особено во последните дела допира до повеќе теми кои иницираат рушење на различни стереотипи преку нејзините лични интимни приказни изложени пред очите на јавноста. Со најубави желби за уште понатамошни успеши те поздравувам, драга Јана, и ти посакувам уште големи вакви зафати. Добро вечер, почитувани гости, уметници, колеги, професори, љубители на уметноста, почитувана професор доктор Елизабета Георгиевска, почитувана доктор Дита Старова Кериме, директор на Националната галерија, и посебно почитувана доктор Јана Манева Чуповска. И јас би сакала да ви посакам добри ден на изложбата под наслов Сликовни исповеди, која што има ретроспективен карактер. Од формален аспект можеме да кажеме дека на изложбата се представени дела од повеќе циклуси од целокупното творештво на Јана Манева Чуповска, од нејзините рани студентски дела се до последните се уште за прв пат изложени дела од новиот циклус во најава. Повеќето од овие дела биле изложени не само кај нас, туку и на мноштво самостојни групни изложби ширум светот. Речиси е невозможно со неколку реченици да се представи комплексното и повеќе слојно творештво на оваа авторка. Како мултимедијална уметница, таа се одликува со интерес за експериментирање во повеќе области и ги реализира своите сликовни исповеди во повеќе ликовни, односно визуелни дисциплини или форми. Цртеж, сликарство, колаж, инсталација, моден дизајн, видео, перформанс, фотографија, од експлицитно наративни дела со мноштво разиграни детали од традицијата, модата, па се до концептуални дела. Од дела со нагласен колорит, па се до дела со прочистен и контрастно црно-бел израз. Инкорпорирајќи ги знаењата од сите наведени области, таа смело создава синергија на спротивставени елементи, истражувајќи ги границите на секој медиум одделно и на сите заедно. Може би синтагмата како единство на контрасти би била суштински моментум за толкување на нејзините се покомплексни дела, што се потврдува во речиси сите креации кои што можеме да ги видиме.
Идејно, а како потврда на споменатата синергија, овие остварувања често се потврдуваат преку играта на фигурација, абстракција, символика. Концепцијски земено таа се занимава со проблематика која започнува од личните интимни приказни, женски приказни, традицијата, секојдневието и така натаму, при што своето поле на нарација го проширува со ангажиран пристап и суптилна критика во однос на различни состојби во општеството. Во нарацијска и директна смисла, особено впечатлив е говорот во прво лице, изразен преку мноштво портрети, односно автопортрети во кои се разбира таа е главен протагонист, со што се потенцира потребата за директен говор, односно директна комуникација со гледачот. Делата на Јана Манева Чупеска и покрај сериозноста на темите и отсликувањето на различни емотивни состојби, суштински отсликуваат позитивен и свеж однос кон уметноста и животот, кои во нејзиниот пример континуирано се преплетуваат. За сега нели се разбира само за кратко вечерва ќе ве поздравиме, а опширно ќе проговориме за нејзините дела во печатеното издание кое што ќе следи. На авторката и посакувам уште многу успеси на лично и на професионално поле и ја поканувам да ви се обрати. Благодарам. Добро вечер на сите, драги мои пријатели пред се. Би сакала најнапред пред се да се заблагодарам на сите со вашето присуство, многу ми значи вечерва. Благодарам професор доктор Елизабета Георгиевска, моја драга пријателка, прва дама на Република Македонија. Благодарам професор доктор Дита Старова, домакинка на мала станица Национална галерија. Нема да должам многу. Би сакала само да споделам дека Националната галерија апсолутно се покажа уште еднаш со својот професионален ангажман. Благодарност до сите технички служби исто така кои што помогнаа веќе недела дена да се наредиме во оваа галерија. Секако многу благодарам за мојата драга кураторка Маја Чанкуловска, историчар на уметност, која што апсолутно беше еден вид мајка на оваа изложба. Би сакала секако да се заблагодарам на тимот на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет, каде што добивам години наназад поддршка од колегите, од драгите мои колеги, сликари, од сите кои што навистина многу ми значи вечерва што сте тука. Секако најмногу благодарна до моето семејство кој што ме истрпи во овој период, бидејќи не бе баш така многу пријатно во овој стресен период. Благодарам Тане, благодарам Дамјанче. Големо благодарам за моите драги студенти кои што вежбите по моите предмети ги имавме тука. Сметам дека за нив е големо искуство да бидат дел од ретроспективна изложба. Би сакала две работи однапред да ви кажам. Каталогот се спрема. Би сакала да уживате во мојата изложба. Тука сум за секакви критики, и позитивни и негативни. Се надевам дека ќе имаме и следна можност да се дружиме со моите дела. Навистина беше ова еден стресен период, голем залах, како би рекло, и честопати ме прашува во овој период: па нели сте млада за ретроспектива? Велам, благодарам за комплиментот, меѓутоа пред вас се вечерва 30 години творештво, започнувајќи од моите студентски денови. Логиката беше дека треба да се направи еден пресек, ако може така да се каже, на една половина, живи и здрави, да се направи секако и друга ретроспектива во иднина, така да од таму започна целата идеја за да може да се реализира овој огромен проект. Секако ќе ми дозволите на крај да се заблагодарам, морам да ставам ночари, на младите автори кои што денеска од Средното музичко училиште Илија Николовски дојдоа специјално за оваа изложба. Иван Митковски свиреше на гитара, во класа наставник Любомир Накевски, дуо кларинети, Јована Видевски, Филип Белковски во класа на Петар Колевски. Ви благодарам на сите уште еднаш. И мислам дека финишот ќе го даде мојот драг колега Ѓорги Олевски, нашиот многу познат македонски актер. Ѓорги, како беше? Флоризиот.
Јана Манева Чуповска. 30 години изложба, ми се чини дека 30 години ја познавам и нашите патишта се вкрстуваат преку различни институции, дружења, разговори, каузи, кауза за заштита на македонскиот јазик, кауза за заштита на уметноста, кауза за зачувување на духовноста во Македонија. И гледајќи ја изложбава, ми се чини дека излегуваат разни ликови од драмите на големите битови автори Ристо Крле, Васил Илјовски, големите романописци Ташко Ѓоргиевски, Славко Јаневски. Ја гледам Велика од Петре М. Андреевски, од Пиреј. Гледам разни ликови кои што излегуваат од делата, кои што се фокусирани кон еден лик, а тоа е оној лик кој што оди наспроти брановите. А тоа нашиот современик Шекспир многу добро го има направено преку Хамлет, сондирајќи и сочувувајќи ги сите човечки доблести и дилеми во тој еден лик, кој што секогаш оди наспроти брановите, како што мислам дека Јана оди секогаш наспроти брановите, затоа што само така може да се обстои во еден систем каде што се губат сите можни вредности. Да бев јас режисер на представа што треба да се работи, тогаш би ја дал улогата на Хамлет на Јана Манева Чуповска да биде женскиот Хамлет. А таа вака би зборувала преку ликот на Хамлет од Шекспир: да бидеш или не. Прашање е сега. Дал поблагородно за духот е да издржиш пред праките и стрелите на бесната судбина или оружје да кренеш против море неволи за во борба со онив да им ставиш крај. Да умреш, да заспиеш и ништо повеќе, спиејќи да кажеш крај му ставив на срцеболот, на безброј потреси од животот што ова тело ги заслепило. Да умреш, да заспиеш. Ја прогласувам ова изложба за отворена. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е смисла. Понесу одлука за избор на обичност. Затоа Црвиновски на Република Македонија. Се разгледаше информација за Продолжи, ја мислам. Ама, да ти кажам нешто, јас сум велик граѓаните Република
сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све ќе ти дојде да се купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го оталотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Андрей 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И се најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. И не се отказвам од собствено 16 краков. Сакам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, се души поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанков вино да пија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готват од кога само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одменик. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Само си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Какво ја за тебе? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што ве 4 аверел сум јас, најглупиот, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува вас. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти боје да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојдеме дома. Погорево ечка мамо пламена, Прилепско поле. Така луѓето резонираат. Имаш
Poštovani gledači, ta беше се за вечер. Нека neki prijatelj.